денеска една точка од дневниот ред на Советот на општина Струмица предизвика поголеми реакции и побурни коментари со право, а тоа е донесувањето на акциониот план за подобрување на амбиенталниот воздух во нашата општина, еден проблем кој што би рекол до скоро време го немавме согледано, бидејќи немавме објективни квантификации на онаа што значи загадување на нашиот амбиентален воздух. Еве ги имаме првите сознанија, знаете дека во текот на почетокот на оваа година и крајот на претходната година се инсталира 2 мерни станици во нашата општина, кои што ни овозможија за прв пат да согледаме во каква кондиција е амбиенталниот воздух во нашата општина и тоа на некој начин предизвика реакции добри, позитивни, корисни за подобрување на нашиот амбиентален воздух. Требаше извесен период да се согледаат, да се анализираат, да се систематизираат тие податоци, како би можеле да донесеме соодветни заклучоци. И веќе ги имаме тие први сознанија, очигледно со секојдневните мерења, следење на овие податоци, заклучуваме дека загадувањето на амбиенталниот воздух во нашата општина е во голема мера или исклучиво во периодот на зимните или поладните месеци, кога температурите се пониски и кога масовно се употребуваат грејните тела во нашите домови, и тоа е со сигурност веќе може да кажеме дека главната причина за загадувањето на нашиот амбиентален воздух. Оваа констатација темелиме на согледувањата дека и во летниот период, кога сите други фактори се активни, кои што можат да причинат загадување на овој воздух, нема загадување над дозволените граници, над дозволените референтни вредности. Со почетокот на грејната сезона драматично се зголемуваат овие вредности и се добиваат веќе некои согледувања кои со сигурност ни укажуваат за овој важен фактор. Можеби е една олеснителна, би рекол, околност во оваа состојба со фактот дека овие појави циклично се појавуваат во одредени термини на денот, кој од една страна се показател и доказ дека навистина оваа причина е главна причина за загадувањето, значи огревните елементи во нашите домови, но кои што кажуваат дека во одреден период од денот, најчесто во почетокот на попладневните часови до раните утрински часови, драматично се покачуваат вредностите, меѓутоа во раните утрински часови од наредниот ден паѓаат под нормала. И ова на некој начин малку и ни дава едно спокојство дека немаме континуирано загадување во текот на неколку дена кои што држи некои високи концентрации, а тие се обично ако се над 100 микрограма на метар кубен или уште полоше ако се над 200 микрограма на метар кубен, и такви континуирани повеќе дневни состојби немаме, што е една олеснителна околност, меѓутоа алармот е дигнат, еве и реакциите и на советниците и на граѓанството нашите сограѓани е така подигнато на едно повисоко ниво. Ние го донесовме баш затоа овој акционен план со првите согледувања кои ги имаме, се усвои едногласно. Тука имаме предвидено повеќе мерки кои што и во соработка со Министерство за заштита на животната средина ги обработивме. Значи постојат краткорочни, среднорочни, долгорочни мерки кои што би требало да во овој период дадат некои подобрување на амбиенталниот воздух. Следи и план, повеќе годишен, 5-годишен план, кој што ќе исто така биде поопсежен и врз основа на кој ќе преземе и мерки во однос на она што општината може да субвенционира, да помогне и за поцелисходно решавање на овој проблем. Сакам да потенцирам дека општина Струмица и претходно имаше превземено многу важни и ефикасни мерки за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух, кои што се едни од суштинските мерки. Пред се тука би спомнал гасификацијата, која што и постои како еден од навистина најефикасните методи кои што можат да
придонесат или да решат доста од овој проблем. Ние знаете дека во секоја година се заложуваме оваа мрежа да се проширува, што повеќе домакинства да се приклучуваат на гасификацијата. Општина Струмица донесе мерка која е од поодамна за субвенционирање, помагање на домакинствата кои што би се приклучиле на газ, една сериозна мерка. Онаа што беше спомнато и денеска на седницата на Советот, знаете дека донесовме олеснувања за инвеститорите кои што би граделе објекти кои што би имале зелени кровови или зелени фасади, зелени површини, но најмногу за зелените кровови кои што ги најавувавме со 8,5% од комуналните давачки се ослободени баш со тие намери и без да ги имаме мерењата, без да ги имаме сознанијата за поконкретни сознања за квалитетот на воздухот, веќе во тој правец општина Струмица значи се движеше и тоа е навистина значи покажува дека општина Струмица се грижела за амбиенталниот воздух и општо еколошкиот амбиент на нашата општина и во овој момент не би сакал да пропуштам прилика да апелирам до нашите сограѓани дека е многу важно какви горива користат во своите домови. Пред се, ако се користат дрва, бидејќи нашите навики се најчесто користење на огревно дрво, да бидат суви дрва, многу е важно, бидејќи влажните дрва многу кратно повеќе емитуваат вакви честички. Има, еве, слушнавме држави организирани во светот кои што имаат и пропишено закони со кои што не дозволуваат употреба на влажни овогодишни дрва во горењето во домакинствата, значи треба да бидат одстоени малку подолго време, со што квалитетот на согорувањето и емитувањето на честичките, на штетните честички драматично се намалува. Посебно е опасно користењето во домакинствата, во грејните тела на материи кои што не се предвидени за грејење, како гуми, иверици, пластика, прегорено улје, исклучително штетни материи кои што се уште нашиот народ има навика да ги користи и апелирам до свеста на нашите луѓе вакви горива да не користат во своите огревни елементи и во своите печки.